Благодарам, почитуван декан на Факултетот за безбедност, професор доктор Дујовски, почитуван директор на Дирекцијата за заштита и спасување, доктор Беки Максути, почитуван директор на проектот Вектор, професор доктор Баба Кагар, почитувана кодиректор на проектот Вектор, професор доктор Марина Малиш, почитувани представници од безбедносните институции во Република Северна Македонија, почитувани учесници на оваа конференција, дами и господа. Ми представува особена чест што денеска со вас, пред вас имам можност да се обратам во свое име, во име на Министерството за внатрешни работи, кој представува една од двете институции крајни корисници заедно со Дирекцијата за заштита и спасување во рамки на двегодишниот меѓународен проект Вектор, алатка за виртуелно собирање на докази за идентификација и онеспособување на неексплодирани убојни средства. Заедно со Факултетот за безбедност во Скопје, Министерството за внатрешни работи преку два организацијски ентитети, тоа Оделот за криминалистичко технички испитување и вештачење и Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам е активно вклучена во спроведување на овој проект кој започна на 1 јули 2020 година и ќе трае се до 30 септември 2022 година. Дозволете ми во оваа прилика да посочам дека соработката на Министерството со кодиректорот на проектот Вектор, професор доктор Марина Малиш-Саздовска и членовите на проектниот тим е одлична и постојано насочена кон размена на искуства и на практики за успешно спроведување на проектната задача и цели. При тоа сакам да се осврнам кратко на предизвиците со кои се соочуваат безбедносните органи при идентификацијата, класификацијата на и проценката на експлозивните средства и направи, а особено на импровизираните експлозивни направи, со оглед на тоа што МВР, односно Бирото за јавна безбедност е директно надлежно за инциденти од ваков тип со експлозивни направи. Дополнително на ова, операциите за одговор при итни случаи, поврзани со импровизирани експлозивни направи, е од клучна важност за стратешките партнери и интереси и на НАТО, како и во тактичките операции. Единиците на безбедносните органи и оние што реагираат при итни случаи се соочуваат со огромни ризици во нивна линиска работа при постапување со експлозивните направи. Во пракса, операциите за отстранување на пронајдени експлозивни направи вклучуваат откривање, идентификување, проценка, безбедно транспортирање, уништување и отстранување на експлозивни или други опасни уреди или направи. Клучен предизвик со кој се соочуваат безбедносните органи е прецизно идентификување на конкретниот предмет, односно направа, проценка и класифицирање на ниво на ризик и добивање совети за постапување како да се действува врз основа на посебни спецификации на направата и контекстот во кој што се наоѓа заканата. Овие задачи ја сочинуваат првата и најкритичната фаза на реагирањето на безбедносните органи пред отстранувањето, односно уништувањето или разоружувањето на експлозивната направа, бидејќи додека не се утврдат видот и состојбата на заканата, не може да се воспостават точни протоколи за да се спротивстават на тоа. Например, експлозивни средства и направи не можат секогаш да бидат уништени на самата локација. Помеѓу друго и заради ризиците од контаминација на околната средина како резултат на потенцијалните опасни материи, како што е осиромашениот ураниум што се наоѓа во муниција за цистерни и оклопни возила или други хемиски, биолошки или запаливи опасности. Ова прашање стана уште покомплексно со терористичките закани. Широката употреба на импровизирани експлозивни направи од страна на овие субјекти го отежнува разоружувањето или отстранувањето на експлозивните и други видови на направи. Имајќи предвид дека стандардните идентификациони обележја на фабрички произведените муниции, рачно изработените експлозивни средства и составот на експлозивните направи варираат од случај до случај. Припадниците на безбедносните органи може да се соочат со потешкоти при избор на соодветниот протокол за постапување. Иако техниките за отстранување на експлозивните направи, како што се далечинските управувани возила за отстранување на бомба, постојано се напредуваат и осовременуваат, реалноста е дека експертите и опремата не се секогаш достапни за справување со овие ситуации. Во поголемиот дел од случаите, заканите кои потекнуваат од неексплодираните убојни средства
и импровизираните експлозивни направи се откриваат и може да се случи кон нив да се реагира најпрво од лица кои немаат експертиза за постапување со овие експлозивни направи. Идентификувањето и проценката на заканата мора да почекаат додека специализираните единици не пристигнат на место на настанот и да ја утврдат природата, нивото на заканата, да ги спроведат неопходните чекори, одложувајќи реакцијата на службениците под чувствителни или пак опасни околности. Сепак, дури кога екипите за отстранување на експлозивните средства пристигнуваат на место на настанот, постојат повеќе предизвици поради широкиот спектар на потенцијални уреди и муниции кои што се не секогаш лесно препознатливи. Поради тоа постои потреба за блиска координација на повеќе служби за ефикасно откривање, идентификација и отстранување на сомнителни или познати закани и обезбедување на околината, што подразбира безбедносна комуникација и споделување информации помеѓу тимови и на терен и надвор од локацијата. Оваа размена на информации е особено значајна и потребна. Сите овие прашања имаат предизвикувачки теренски импликации што можат да влијаат на безбедноста на оние што реагираат при вакви итни случаи и секако граѓаните кои живеат или се движат во непосредна околина. Сите овие предизвици и опасности се реални денес и за големите и развиени држави кои што се наши партнери во НАТО и исто така голем предизвик и за нас како држава. Токму затоа Министерството за внатрешни работи преку Бирото за јавна безбедност одлучи да учествува во Вектор проектот, заедно да придонесат кон креирање на модерно решение за идентификација на експлозивните направи, со што ќе се овозможи скратување на времето за постапување на безбедносните служби и побрзо и поедноставно да бидат, односно да се справат со опасноста и со состојбата. Горди сме што имаме можност да бидеме вклучени во проектните активности и во креирање на софтверското решение, алатка за собирање на докази, поврзани со инциденти предизвикани од импровизирани експлозивни направи, како и од неексплодирани убојни средства. Уверени сме дека соработката меѓу академската заедница и безбедносните институции, каква што е оваа соработка и вклучување во овој проект, ќе даде најдобри можни резултати. Номинираните представници од МВР, односно двете претходно посочени организацијски единици, пружија целосна подршка во процесот на развивање на оваа компјутерска апликација, нејзино тестирање и практична имплементација. Министерството за внатрешни работи во следниот период ќе продолжи да биде активен учесник во активности во рамките на проектот Вектор, а нашите вработени особено ќе се вклучат и максимално ќе се посветат на практичните аспекти и потребни информации за предложеното софтверско решение. Благодарам на сите за вниманието, ви посакувам успех во тестирањето на алатката Вектор. Благодарам.